Добар ден на сите, благодарам што сте тука. Денеска ми е задоволство што можам и овде да посетам да придојде на мојот колега министерот за одбрана на Црна Гора, господин Предраг Бошковиќ, кој дојде во Македонија за да ги посети црногорските војници кои изведуваат вежба на Криволк. Македонија и Црна Гора имаат одлична билатерална соработка, особено во одбраната, и се трудиме таа да ја развиваме, заради тоа што е рационална, прагматична и логична и за Македонија и за Црна Гора. Ова покажува дека регионалната соработка, соработката меѓу сојузници и особено соработката во рамките на НАТО е плюс за секоја држава. Така Република Македонија профитираше од можноста дел од нашите војници и офицери да добиваат специализирани обуки во Црна Гора. Затоа нашата војна академија профитира од можноста питомци од Црна Гора да ги користат услугите на војната академија и нашата соработка и во Центарот за обука на пилоти, меѓутоа и соработката во делот на реална воздухопловна обука е корисна и за нашата држава, но и за Црна Гора. Тоа е еден од принципите на НАТО, да се споделуваат капацитети и да не се дуплираат ресурсите. Тоа е добро за армиите, добро и за нашите министерства за финансии, кои што не треба за исти потреби да трошат двојно повеќе пари. Меѓутоа, денеска се разбира, имавме прилика да го посетиме и Центарот за обука на пилоти, каде што се обучуваат најголемиот дел од пилотите на армијата на Република Македонија, а задоволство ни е што истата шанса ја искористија и делови од армијата на Црна Гора. Ги разменивме искуствата во овој дел, на заедничките обуки, на капацитетите кои заедно можеме да ги искористиме, но се разбира, разговаравме и за крупните политички прашања. Минатата година, како министер за одбрана на Република Македонија, ја имав и чест и задоволството да и честитам на Црна Гора за членството во НАТО. Кажавме дека успехот на Црна Гора е и мотив и инспирација, дека вратите на НАТО се отворени и дека земји како Македонија и Црна Гора и покрај сите предизвици можат да успеат во зацртаното. Денеска сакам да се заблагодарам на големата поддршка која Црна Гора ја понуди и ја даде на Македонија во овој период. Таа поддршка беше особено важна во пресрет на НАТО самитот и таа поддршка навистина сакам и денеска да истакнам дека многу ја цениме. НАТО самитот беше историски момент за Македонија. Добивањето на НАТО поканата го чекавме 10 години. И овие 10 години видовме што значи запирање во интегративните процеси. Сметаме дека ова сега историска шанса со НАТО покана и можност да почнеме преговорите со Европската Унија, Македонија нема да испушти. Задоволни сме што членството во НАТО во Црна Гора покажа дека има и политички позитивни, но и економски позитивни последици и затоа сакаме час поскоро Македонија да стане земја членка на НАТО. Подигнат животен стандард, држава која се темели на демократски принципи, на владење на право, на моćни сојузници и пристапување кон развиениот свет. Тоа е шансата која Црна Гора ја искористи, тоа е шансата која Македонија оваа година ќе искористи и нема веќе да ја пропушти. Ви благодарам на вниманието и го поканувам и колегата Бошковиќ да ја даде својата изјава. Hvala, Peđa. Dobar dan svima i zaista imam veliko zadovoljstvo danas da budem u Skopju i da mogu i ovom posjetom potvrdim jednu konstataciju da mislim da Crna Gora nema boljih bilateralnih odnosa ni u regionu ni u svijetu nego što to ima sa Makedonijom. Naravno, razlozi su višestruki i svakako da je naš prioritet da tako ostane i u budući. Dobar ден на сите. Имам особено задоволство што денес се наоѓам во Скопје и што можам уште еднаш да потврдам дека Црна Гора има најдобри билатерални односи со Македонија како со ниту една држава во регионот и во светот. Плановите секако се повеќестрани. Takođe, današnja posjeta je
prije svega uzrokovana dolaskom crnogorskih vojnika u Makedoniju i održavanjem bojevog gađanja na vojnom poligonu Krivolak. Денешно доаѓање е поврзано со одржувањето на боевото гаѓање на војниот полигон Криволак. I iskoristili smo ovu priliku da još jednom sa gospođom Šekerinskom razmijenimo informacije ne samo o mogućnostima buduće saradnje kada je u pitanju vojska Makedonije i vojska Crne Gore, već i sve ono što nas čeka u narednom periodu, a mislim da postoji dosta toga što i Makedonija i Crna Gora treba da urade kako bi se što više približile razvijenom modernom svijetu. Се разбира, ги искористивме средбите за унапредување и разговори во војната соработка, но не само во тоа поле, туку во сето она што стои како предизвик и пред Македонија и пред Црна Гора во развиениот свет. Želio bih ovu priliku svakako da iskoristim, da se zahvalim Vladi Republike Makedonije, Ministarstvu odbrane, gospođi Šekerinskoj i naravno kompletnom generalštabu armije Makedonije na zaista velikom gostoprimstvu i na svemu onome što je u prethodnih 7 dana bilo omogućeno crnogorskim vojnicima. Сакам посебно да се заблагодарам на владата на Република Македонија, на Министерството за одбрана на Република Македонија, на министерката Шекеринска и на составот на Генералштабот на армијата на Република Македонија на вистина големото гостопримство и за се она што денес го доживуваме. Svakako treba znate da i u Crnoj Gori ste dobrodošli, da budite sigurni imat ćete jednako gostoprimstvo i sa naše strane. Се треба да се знае дека сте особено добродојдени во Црна Гора, да го почувствувате гостопримството и од нашата страна. Crna Gora je prije godinu dana i nešto malo više ostvarila svoj praktično najvažniji vanjsko-politički cilj, punopravno članstvo u NATO. Црна Гора пред една година ја оствари својата најважна надворешна политичка цел, полноправно членство во НАТО. I tada i danas smo zagovornici da kompletan region bude dio najmoćnijeg vojnog i političkog saveza u svijetu. И тогаш и денес сме заговорници целиот регион да биде дел од најмоćната politička i vojna alijansa во светот. Razlozi za to su višestruki. Prije svega što je ovaj region pokazao da sam teško može da se izbori sa izazovima koji su toliko ukorijenjeni u istoriju da i nedavna prošlost nas uči da su moguće raznorazne nestabilnosti na ovom prostoru. Причините се многу големи и длабоки во историјата, бидејќи регионот не може сам да се справува со ризиците со кои што и неодамна пред блиско минато беше соочен. A ovaj region treba se posveti prije svega ekonomskom razvoju i ostvarivanju boljeg života za sve građane Zapadnog Balkana. А регионот пред се треба да се посвети на економскиот развој и на подобриот живот на сите граѓани на Западниот Балкан. A da bi to mogao da se posveti, prije svega mora bude bezbjedan, da bude pun poštovanja prava ljudskih i bilo kojih drugih, tako da jedino je to u ovom momentu moguće punopravnom integracijom svih država Zapadnog Balkana u Sjevernoatlantski savez. А за тоа се овозможи и во безбедноста, но и почитувањето на сите права е возможно да се оствари единствено преку членство во Северноатлантската алијанса. I zbog toga smo bili najveći zagovornici makedonskog članstva u NATO. И Црна Гора е еден од најголемите, односно најголем заговорник за членството на Македонија во НАТО. I stavili sve svoje resurse na raspolaganje Makedoniji kada je to u pitanju. И ги става сите своји ресурси на располагање на Македонија кога е во прашање ова. Možda nisu veliki s obzirom na našu veličinu, ali su iskreni i dobronamjerni. Може би не се големи ресурси со оглед на нашата големина, но се најискрени и добронамерни. Ono što najiskrenije mogu svima vama prenijeti i građanima Makedonije jeste da je Crna Gora u prethodnih godinu dana imala značajne benefite od svog članstva u NATO. Ono што можам да им порачам на вашите граѓани и вашата земја е дека последната година, кога Црна Гора се зачлани во членство, има значителни бенефити во економијата. Od potpunog smirivanja političkih tenzija do ekonomskih benefita koji su veoma mirljivi. Од целосно смирување на политичките тензии до економскиот раст кој што е многу добар. Želimo vam prije svega da
izaberete svoj put onako kako to vi želite. Ви посакуваме пред се да си го изберете патот онака како што вие го тоа сакате, A mi vam stojimo na raspolaganju da do tog momenta dok ne postanete punopravna članica u NATO budemo vaš glas upravo u toj Sjevernoatlantskoj а ние alijansi. ви стоиме на располагање до полноправното членство во НАТО да бидеме ваш глас. A i do tada i nakon toga siguran sam da vojske Makedonije i Crne Gore će znati kako zajedno da sarađuju i da zajedno koriste ove ograničene resurse koje imamo ovdje. А и пред тоа и потоа сум сигурен дека армиите на Црна Гора и на Македонија ќе знаат да ги користат овие ресурси кои што ни се ограничени. Hvala još jednom na gostoprimstvu i nadam se da ćemo se vrlo brzo vidjeti i u Crnoj Gori. Ви благодарам многу на гостопримството и се надевам дека многу брзо ќе се видиме и во Црна Гора. Јас имам по две запајства министри, ако може, меѓу колегите. Првото министерката може да кажете дали се комплетирани тимовите на Министерството за одбрана за почетокот на преговорите кога би било, а второто прашање е докаде пуштањето во употреба на новата униформа на армијата, со оглед дека 3 пати до сега промотирано нашите конференции, дали дека се случи во членството. И до црногорскиот министар Бошкович, колку Црна Гора во човечки ресурси претрпи промени и измени кои ги бараше НАТО за членство во Европската унија, што може Македонија да излече полкото, значи човечките ресурси и stručните капацитети. И другото прашање е, како членка на Македонија остане евентуално надвор од НАТО, кој е заканата за регионот? Ке почнам, благодарам на прашањата. Во поглед на подготовките внатре во Министерството за одбрана, ние практично не престанавме да работиме. Бевме свесни дека ако 10 години си стоел во место, кога ќе се отвори шансата, мораш да трчаш, а не да одиш. И затоа стратешкиот одбранбен преглед го изработивме за 10 месеци, иако неколку години бил одлаган. Тимовите продолжија да работат и практично ние и не чекајки го официјалниот почеток на пристапните разговори, нашите тимови внатре во Министерството за одбрана веќе работат на своите обврски. Владата, вие знаете дека го формираше работниот комитет и очекувам дека во текот уште на следната недела тие самите ќе наметнат дополнителна динамика. Меѓутоа, тимовите во Министерството за одбрана почна да работат еден ден по НАТО самитот. И навистина сакам да го изразам и моето задоволство и моите честитки до сите луѓе во рамки на армијата, во рамки на Министерството за одбрана, кои се свесни дека ова е историски момент и дека тој не смее да се пропушти. Она што треба да го сработиме во нашите институции, во нашиот домен, ќе биде завршено. Нашите представници во работниот комитет веќе се испратени и тие уште денеска мислам дека како работен комитет ќе имаат првата средба. Што се однесува до второто прашање, јас претпоставувам дека вие мислите на некои свечени униформи кои нови беа промовирани неколку пати. За жал, искуството со тие промоции не беше многу позитивно и во овој момент Македонија веќе има исфинансиран одреден број на свечени униформи кои не се комплетирани и за жал седат и чекаат во магазини заради тоа што не било докрај се испланирано и сите пари не биле обезбедени. Во разговор со новиот началник на Генералштабот се договоривме дека Македонија не смее да си дозволи да губи пари на таков начин и дека без разлика на различните мислења и во армијата и во јавноста ќе ги обезбедиме дополнителните пари, тие да бидат комплетирани, а не да гнијат по магазини. Но мислам дека клучниот фокус на припадниците на армијата и на Министерството е обезбедувањето нова воено-теренска униформа. Ние оваа година ги обезбедивме парите во буџетот, го објавивме тендерот, за жал само една компанија имаше понуда која што ги исполнуваше сите критериуми, но парите кои што ги побараа беа повисоки од планираните. Веќе го повторуваме тендерот и очекуваме дека и другите фирми кои изразија интерес повторно ќе аплицираат и дека овој пат изборот ќе биде успешен. На 4 септември ги отвараме понудите во делот на чизми и јас очекувам дека и до крајот на годината тој дел на набавката ќе биде целосно завршен.
Меѓутоа, нашата обврска е час поскоро да решиме проблем кој што неоправдано долго време постои. НАТО стандардите се високи, ама не можеме да се сопнуваме на првите степеници. За една земја членка на НАТО, срамота е дискусијата да се води околу набавка на униформи и чизми, но таква беше ситуацијата. И затоа обврската беше да ги решиме прво најосновните проблеми, проблемите со кои се соочува секој припадник на армијата, и се фокусиравме на луѓето. Вие на министерот на Црна Гора му го поставивте прашањето за човечките ресурси. Јас уште еднаш ќе кажам, армии како македонската или црногорската не може да бидат најмоćни со опрема, со авиони, со хеликоптери, но може да имаат квалитетни луѓе. И затоа оваа година фокусот ни беше да покажеме дека припадниците на АРМ значат на државата. Затоа ги зголемивме платите, затоа ги вративме назад дневниците, затоа го почитувавме колективниот договор и ги исплативме сите јубилејни награди, затоа фокусот годинава го ставивме на униформи и чизми. Армија без мотивирани, професионални припадници не може да го даде својот максимум. И затоа фокусот ни е тука. Zahvaljujem. Dakle, da se nadovežemo ovo što je ministarka Šekerinska kazala, da upravo zemlje kao što su Makedonija i Crna Gora moraju itekako da vode računa o ljudskim resursima, jer to je nešto što u čemu mi možemo da imamo neku prednost u odnosu na veće nama, prije svega zemlje u regionu, ali i druge zemlje. Ono što je također veoma bitno naglasiti jeste da je Crna Gora svoj put u NATO krenula 2006. godine nakon sticanja nezavisnosti i nakon definisanja u svojoj deklaraciji o nezavisnosti da je to jedan od njenih glavnih spoljnopolitičkih prioriteta zajedno sa članstvom u Evropskoj uniji. Također, na tom putu od 2006. do 2017. godine izvršene su brojne reforme bezbjednosnog sektora. Jedna se odnosio i na ljudske resurse koji su sprovođeni u kontinuitetu od 2006. godine. Također, u tom periodu od 2006. na ovamo Crna Gora se u potpunosti okrenula školovanju svog kadra, prije svega u zemljama članicama NATO alijanse ili partnerskim zemljama kao što je Makedonija. Sa Makedonijom imamo jednu od najintenzivnijih saradnje kada je u pitanju edukacije naših mlađih kadrova. Tako da kako se vodi računa o tome i vodili smo u prethodnom periodu, a vodit ćemo i u narednom periodu. Pogotovo kada je u pitanju dovođenje vojske Crne Gore u onaj sistem koji je definisan njenim strateškim dokumentima. Naravno, to je mnogo lakše reći nego uraditi, ali u suštini radimo predano u tom procesu i već smo jedan značajan dio kadrova zanovili i imamo tu sreću da je interesovanje za ulazak u vojsku Crne Gore kao vojnika po ugovoru izuzetno. Dakle, na svaki konkurs se javi 4 do 5 puta više kandidata nego što ih primamo u datom momentu. Drugo pitanje, šta ako Makedonija kojim slučajem ne uđe u NATO i koje su izazovi i prijetnje za Makedoniju u tom slučaju i za region čitav. Dakle, ono što je najvažnije naglasiti jeste da šta god da se dešava u regionu ne možemo posmatrati kao izolovan slučaj, jer smo toliko povezani i nestabilnost u Makedoniji svakako će se osjetiti i u Crnoj Gori, da ne pričamo na Kosovu, Srbiji i tako dalje. Isto to važi ne samo za Makedoniju i Crnu Goru, važi i za Srbiju, Kosovo, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i dalje. Dakle, opet ponavljam, ne bih da gledam na taj scenario. Siguran sam da je vlada u Skoplju itekako dobro procijenila svoje mogućnosti i potencijale i da će referendum koji je zakazan za 30. septembar uspjeti i da ćemo vrlo brzo imati Makedoniju u punom kapacitetu ka punopravnom članstvu u NATO. Ono što je najvažnije jeste da je Makedonija mnogo prije Crne Gore prošla taj jedan reformski put, čak 2009. godine je završila taj neki svoj prvi dio puta, jer da nije bilo tog tada veta koje je Grčka stavila na sto, teško bi danas pričali ovu priču u ovom hangaru ovdje, već bi govorili o Makedoniji kao punopravnoj članici NATO-a mnogo ranije. Ali obzirom da se to desilo i da je skoro 10 godina se od tada ništa nije uradilo po tom pitanju, siguran sam da ovo, nakon ispunjenja ovih formalnih pretpostavki, da će Makedonija vrlo brzo biti punopravna članica NATO-a.
vi imate različite interese u regionu, različite interese koji su definisani u samom regionu, ali koji su potkrepljeni sa strane. Tako da za sve nas bi bilo mnogo bolje da kompletan region se integriše i da na taj način stavimo tačku na raznorazne velikodržavne projekte koji su se rađali u regionu s jedne strane, s druge strane na raspravu o granicama, teritorijama, svemu ostalom, jer bi tada mogli da se posvetimo ono što za svakog od nas koji smo danas ovdje u ovom hangaru i koji nismo danas u ovom hangaru je mnogo važnije, a to je ekonomski razvoj, jer smo toliko dugo zaostajali za razvijenim svijetom da smo danas praktično na periferiji razvijene Evrope. Upravo zbog toga nam treba da stavimo ta bezbjednosna pitanja sa strane, da ih riješimo jednom za vazda, a najlakše ih je riješiti kada postanemo dio jednog zajedničkog saveza bezbjednosnog prije svega i na taj način se okrenemo ekonomskom razvitku i boljitku.